Време е за 21-во издание на сајмот за вработување и со Ивана споделивме утрово, апсолутно мислам дека нели во време кога дипломата повеќе не е само нели гаранција на работа, младите се почесто можеби се соочуваат со конкретната животна дилема како да го направат можеби првиот чекор од академскиот свет кон на професионална реалност. Прашањето во врската помеѓу образование и пазарот на труд станува се поактуелно. Токму на оваа линија се наоѓаат и иницијативите кои што се обидуваат можеби да го скратат тој јас и можеби состојбата помеѓу студентите и самите компании, создавајќи простор на младите не само што може да представат својата амбиција и знање, туку и директно се сретнат со вистинските животни можности и потенцијали што ги чекаат по завршување на своите студентски денови. Па ова е темата, ова е тој настан кој што можеби е соодветен особено за младите студенти кои во моментот ќе не гледаат или репризно или пак можеби на нашиот YouTube канал. Сајмот за вработување пристигнува, организиран токму од вас, студентската организација без Скопје. Јас мислам дека секој пат некако ги отвара календарски прашањата за првата работа, за очекувањата можеби на нели новата генерација и новата сила и тоа како изгледа можеби почетокот на кариера во еден современ свет. Матеја Васојевиќ и Ангела Србиновска, дел од тимот на без Скопје и соодветни можеби за овој период поради ова медиумско ваше представување и кај нас и кај колегите. Кога млад човек првпат ќе се појави на сајм на вработување, тој често со себе се носи некаква нели и една неизвестност и надеж дека ќе започне веднаш некаква кариера. Меѓутоа често се вели пак дека денешната генерација има повеќе информации и можности од било кога. Но искрено дали повеќе е тоа мир, вистина или дилема помеѓу младите? Добро дојдовте. Фала ви на вам. Добро ви бове. Искрено, младите моментално, иако имаат повеќе информации за сето, околу као наоѓање на работа, околу потребите, техничките потреби за различни компании, тоа што они го немаат е доста подиректно да комуницираат со работодавачите. Тој е прв линк. Тој е првиот линк. B2B средбите. Нетворкинг всушност. Они да имаат шанса да дознаат директно од самиот работодавач кои технички вештини, кои меки вештини, кои потреби ги имаат они од самиот студент, за студентот да може во неговата кариера да започне да работи на тие работи и евентуално да се вработи или да најде пракса. Праксата исто така многу добра шанса за да развие сите потреби студентот. Колку години сте дел од ова сега веќе 21-во издание? Сте, Матеја, Ангела, долги години ги гледате да речеме придобивките од самиот сајм? Да, јас сум веќе 3-4 години тука во организацијата и можам да кажам со сигурност дека секое издание на Џофер е поквалитетно од претходното. И поактуелно кај младите? Да, е поактуелно. Од прилика секоја година имаме околу 3000 студенти кои го посетуваат самиот настан и голем дел од нив си наоѓаат работа и пракса и дополнително и нашата CV дата база која ја разви нашиот IT тим каде што може да си го остават своето CV и многу полесно да го направат тој процес на вработување. Да, кога ќе кажеме организација или еве бројка од 21-во издание, тоа е навистина добра бројка која што покажува меѓу другото дека е успешна и како што споменавте по се поголем интерес кај младите, односно кај студентите. За овогодинешното издание или 2026 година организацијата исто така од година во година веројатно се надополнува, се трансформира, се во интерес на тоа кое што е потребно. Ако зборуваме за праксата наспроти теоријата која што добиваат во образованието, тогаш ќе споменеме каква е организацијата оваа година и што е тоа кое што ќе може да се види и да се понуди на сајмот за вработување. Какви компании ќе бидат, бидејќи често знаеме да бидеме и ние сведоци во утринската дека пазарот на трудот, да, како што вели Ивана, и се менува со брзина огромна, што се вели на движење, меѓутоа IT секторот, Ангела го спомена, што се ќе се понуди можеби на овој сајм за вработување за секој млад? Како првин, самиот сајм ќе се одржи на технички кампус, ќе биде на холовите на МФС и ФЕЙД, односно самиот сајм е наменет за техничката сфера, главно. И сите компании ќе бидат од IT сферата, но тоа не е ограничено, бидејќи IT сферата знаеме дека е многу голема сфера, има многу различни насоки и гранки каде што може да се движи, да. И нашата главна цел за сајмот ние да можеме да обезбедиме секој да има. Да има нешто за секој да има шанса да се пронајде себе си на сајмот. Што значи имаме голем број на компании, сите ќе држат чланови, имаат од најразлични сфери, сега, еве, да кажам по-конкретно, може да имаат од гранка на телекомуникација, може да има гранка од софтвер девелопмент,
но било која IT сфера ќе биде покриена и ќе може секој да се пронајде себе си. Најчесто правите некакви анкетни прашања до студенти млади што сакаат да има до можеби следното издание на сајмот за вработување. Сега ние знаеме дека IT секторот, да речеме, нели е во моментот во своја експанзија, можеби повеќе и пред 4-5 години во екот на пандемијата, меѓутоа врз основа на нивните, да речеме, изразени ставови ги имате повеќе компании кои што се поврзани со IT, затоа што често знаеме да кажеме дека има гранки дејности, често пати знаеме да кажеме отвораме теми. Занетите изумираат и така натаму, како може и тоа да го актуализираме, да речеме во сајмот за вработување, да не биде ориентација за самата организација или тема. Така, ние како студентска организација гледаме да соработуваме на некој начин, да ги прашаме студентите што точно тие сакаат. Исто така се обраќаме и до студентските собранија, бидејќи тие се некако на еден начин најблискиот чекор до самите студенти, каде што може да ни кажат подетално за што се заинтересирани студентите. Годинава имаме и интернационални компании, каде што би бил поголем интересот од самата IT сфера, нормално повеќе за студентите од ФЕИТ и од машински, но би гледале во иднината и да пробаме да вметнеме и некои од занаетчиските струки. Да, ќе позброиме малку подоцна можеби за различните занаети или за оние кои што треба да се одржуваат во живот, а при тоа да имаме интерес од младите генерации кои би сакале тоа да го научат, но ако се задржиме на овогодишното издание и на тоа што значи теорија без пракса или колку е неопходна праксата за младите, ќе посведочите за тоа, веројатно во комбинација со самата комуникација која имаат на ваквиот сајм со врни професионалци и оние кои што може да го пренесат своето знаење. Тоа е дополнително мотивирачки за младите, за нешто кое што можеби биле во дилема или не чувствувале доволна сигурност, им требала дополнителна консултација со професионално лице, тогаш веројатно ова е дополнителен ветер во грб кој што може да го добијат тие за својата одлука во понатамошната кариера или одлучување за истата, како и некоја пракса која дополнително влијае на нивната самодоверба. Така, секако е мотивирачки да можеш да го имаш тој контакт со луѓето што биле тука пред тебе, што биле поискусни, што се занимаваат со таа сфера нормално, секако дека е мотивирачки. И затоа и би ги поттикнале самите студенти да дојдат на настанот, бидејќи ние како студенти не секојдневно имаме таа шанса да комуницираме директно со изворот на работа и е навистина едно мотивирачко искуство. Во моментот гледаме и инсерти. Искрено, денес компаниите повеќе бараат диплома, вака според некој ваше искуство, или потенцијал, креативност, иницијатива од младите кај младите? Искрено, и двете се барани, не може сега ние да кажуваме дека не е потребна диплома, нели дипломата си е диплома, се завршува 4 години струка. Често сме сведоци на луѓе кои што немаат, да речеме, никакво академско дипломско знаење или нешто се вели. Но сепак се вработени. Сепак се вработени, па и менуваат свет. И на тоа што и праксата е стварно многу голем дел, посебно во IT. Посебно во изминатите години со развој на вештачка интелигенција, например, многу битно е да можеш ти да се покажеш дека знаеш тоа да го правиш. Многу од основните работи што можат да се научат во првите години на студии, вештачка интелигенција полека ќе може да го замени, но тоа што ти ќе го добиеш од пракса и од искуство во некоја компанија, дали преку работа, онака hands-on, да кажеме прво со раце искуство, тоа не може да го замени. И тоа е тоа што компаниите моментално го бараат, е луѓе што имаат искуство. А како да го добиеме тоа искуство? Тоа е прашањето што студентите го имаат, како да го направиме тој прв чекор? Со пракса, со сајми за вработување, односно ние сме тој прв чекор. Што препорачаве на секој млад човек кој што во моментот не гледа, како да се подготви да има првата средба со некој од компаниите на сајмот за вработување, што би советувале, да речеме, за да бидат баш подготвени, што влезат во холот на факултетите? Јас би рекла дека не е потребно никакво посебно некакво обучување пред самиот настан, доволно е да си ја донесат својата позитивна енергија и нормално своето знаење од сферата, бидејќи ние не сме тука да вршиме некакви интервјуа или испрашување на самите студенти, туку тие да можат само да се запознаат со самиот процес на вработување и на наоѓање пракса. Понатаму, доколку се заинтересирани да продолжат со вработување, ќе си контактираат самите компании, како што кажав, преку нашата CV датабаза, и не е потребно нешто посебно да се спрема самиот студент.
Битно е да дојде да се распраше за можностите, да види како оди процесот на вработување и да си најде потенцијално вработување или пракса. Да. Впрочем, и присуството, комуникацијата, интересот е една од, па да речеме, вештините кои што треба да ги поседува сека млада особа, ако нормално сака на вистинско место да го проложи за кое што го бива, како велиме народски, или за кое што има талент, но ако е успехот една целина од образованието, праксата, искуството и талентот, тогаш апсолутно тоа е еден процес за кој што треба време и една добра љубопитност. Претпоставувам дека по изминатите изданија на сајмот за вработување сте во комуникација со голем број млади студенти кои можеби имаат одредени прашања, коментари, позитивни најчесто веројатно за самиот сајм, но и свои барања за тоа што би сакале тие да видат во секој следно издание. Ги споменавме за неитите, па дали чувствувате и дали имате такви прашања дека нешто кое што понатаму би можело да се реализира е токму такво нешто, па дури и традиционално или продолжување на некој занает кој меѓу другото ја одредува или ја зацврстува нашата традиција. Има ли таков интерес или се повеќе со развојот на технологијата и на сето ова кое што го гледаме во денешно време па и глобално се префрлуваме во тој дигитален свет? Па ние како борд на европски студенти по технологија, главната цел ни е нормално развивање на самата технологија. Не сме размислувале толку детално во однос на занаетите, но сметам дека е некој аспект во нашата култура што не сме да се занемари. Така што во соработка со студентите и преку некои интервјуа со студентите да видиме какво е нивното барање, би сакале да видиме дали би биле заинтересирани за нешто такво во иднина. Да, бидејќи некој пат и од најблиските обкружувања, често пати притисокот на технологијата и пазарот на трудот бара се повеќе спецификации, нели да речеме кај младите студенти и некако чувствуваме одговорност да го прашаме тоа можеби со Ивана како да се абстрахираме целосно од природата, од она што е нели жив свет околу нас, па токму затоа велиме дека занаетот е допир до тие човечки, нели да речеме, потенцијали кои што секој од нас ги има. И претпоставам дека можеби некој пат се случува тој екзодус кај младите да заминат во друг дел од светот географски, да се дислоцираат, па и да се намали да речеме нели таа миграција. Дали можеби саемот овозможува повторно да се допреме? Дали сте во комуникација можеби со занаетчискиот сектор кој што ќе биде или ќе врши главна улога де што ќе се вратат можеби стари некои вредности? Да, велите ви Ангела дека нели дигиталниот технолошкиот свет е возбудлив за млад човек, а ми забораваме дека нели постои една друга паралела од која што сите потекнуваме, тоа е природата. Ако не се конектираме со неа, нели, па така што верам дека сајмот на трудот можеби и тоа ќе го возможи. Утре, да речеме, Македонија е аграрна земја, има многу убава нели почва која што треба да се обработи, а младите се почесто нели не ги разбираме тие работи, па се оддалечуваме од истото. Дали тоа можеби без работи на тоа нешто во иднина? Да, како што да го кажав, актуализира можеби тоа како тема. Како што кажав, ние соработуваме константно со самите студенти и ги прашуваме кои се нивните потреби, така што би сакале во иднина да го запознаеме и тој некој сектор на занаетчиски струки. Колку компании ќе бидат вклучени годинава на сајмот? Годинава ќе имаме отприлика некаде 20 на компании, сите се како што кажавме од IT сферата, но без разлика секој студент може да си пронајде пракса или работа, бидејќи не се стрикно во IT сферата и IT сферата е како што кажа имате доста широк поим. Да, инаку еве ти велиш дека 4 колку години си дел од организацијата, каков е можеби процентот на луѓе, студенти, твои колеги кои што имале некаков бенефит од сајмот и веќе имале некакво вработување или прв можеби успех со некоја одредена компанија од овие, да речам, средби кои што ги создавате? Да. Како што кажав, секоја година имаме отприлика околу 3000 студенти кои го посетуваат самиот сајм. Точен процент не можеме да кажеме, бидејќи сепак е некоја апстрактна бројка, ние немаме точен контакт со самите студенти и компании во тој случај. Ние сме тука само да ги споиме, ние сме мостот помеѓу компаниите и студентите, но би рекла стотици студенти дека си имаат успешно најдено пракса и работа. И исто така на нашата Инстаграм страна пред некое време правевме интервју со човек што има најдено пракса, така што ако сакаат студентите може повеќе да се информираат на нашата Инстаграм страна и да видат некакви искуства од претходни студенти.
И може би важно прашање во склоп на оваа тема, покрај тоа што го нуди сајмот за вработување, ако зборуваме за пракса, комуникација, контакти и сето она кое што е важно, ќе се осврнеме и оно кое е важно за функционирање во студентските денови. Покрај она кое што се изучува како предмет, се разбира и праксата за која што го зборуваме дека е неопходна. Па еве, ако конкретизираме за факултетот за електротехника и информацијски технологии, дали има доволно добра пракса, што е оно што вели искуството, но верувам имате информации за останатите факултети, колку имаме достапна пракса и дали имаме речиси за се за кое што го имаме како во склоп на образованието или пак ни недостасува. Па јас и Матеја и двајцата не сме од факултетот за електротехника и информацијски технологии, јас сум од стоматолошки, тој од Финки. Така што сметам дека секој факултет си обезбедува соодветната пракса која е потребна за студентите. На вашите факултети има ли доволно пракса? Па јас би рекла дека има, да. Да. Според мене на мојот факултет има, како што слушам и од искуство од други студенти од другите факултети, сметам дека има доволно пракса, да. Што мислите, што им недостасува на младите на првото интервју што кое што ќе се соочат, бидејќи нели сите доаѓаат од различни средини, некој пат дисфункционални семејства, нели? Се некој можеби ја нема таа самодоверба, меѓутоа што можеби недостасува, што би препорачале како да се подготват за првото интервју, првиот линк, за да го освојат можеби интересот кај одредена компанија? Мислам дека најбитното нешто што студентите треба да пазат на прво интервју е, како што кажа, самодовербата да се држат висока, бидејќи голем број на студентите, ако веќе стигнат до степено на интервју, они се амбициозни, они се млади, они очигледно имаат некое претходно техничко знаење. Единствено нешто што може да им биде мана е ако имаат трема, но трема е најнормално да се има, они треба да го разберат тоа. Многу работи во животот ќе бидат така како што претпоставам да се биде автентичен, свој, да не се отстапува некои своји правила. Дефинитивно. Тоа и компаниите го сакаат. Многу е значително да бидеш себе си, да се покажеш себе си како своја индивидуа, како различен човек, различен од другите и тоа. Да се покаже својата автентичност, а веројатно во ова време младите точно знаат што значи да се биде автентичен и колку е важно тоа пред се реално да се покаже. Никако зборуваме што добиваат младите, или што е она кое што може да се постигне, односно да го добијат на сајмот за вработување, но ќе се осврнеме и од оваа другата страна, што добиваат компаниите. Ако зборуваме за млади успешни луѓе кои што може да го покажат својот потенцијал и своето знаење, веројатно тука и компаниите добиваат многу. Во самата организација, кога ги правите договарањата и целото тоа организирање за реализација на сајмот за вработување, расположени ли се така компаниите за соработка? Што велат и изданијата во одминатите години? Дали лесно оди соработката и договарањето или пак има да потешкоти? Дефинитивно се доста заинтересирани за самиот сајм и мислам дека има доста голема придобивка од самите студенти, бидејќи нашите студенти се доста квалитетни студенти, едни од најквалитетните во Европа би рекла. И тоа е една голема придобивка за самите компании, бидејќи ќе имаат кадар кој знае да работи, кој е запознаен со самите сфери и кој е желен да стекне некакво искуство во тие сфери. Матеја, Ангела, сите сме биле дел од некоја посебна епоха кога сме биле студенти, ученици и така натаму, средношколци, и често пати знаеме да ги детектираме и да си кажеме добар или не во нешто што треба да се ревидира образовниот систем. Дали според вас како млади луѓе на оваа да речеме без платформа може да кажеме дека образовниот систем добро ги подготвува студентите за пазарот на трудот? Како една подкрепа? Што би рекле? Па јас лично сум задоволна, бидејќи јас можам да говорам само за моето лично искуство. Јас сум задоволна од образовниот систем во нашата држава. Секако дека секој има место за подобрување, но со моменталната состојба и моменталните услови сметам дека сме задоволни како студенти. Да, можем и јас исто и за Финки да сведочам, дека мислам дека припремата што ја добивам за вистинскиот свет, за тоа Финки као факултет, бидејќи IT факултет, исто така цело време изменува различни промени, поминува низ такви промени, каде што возможува студентите секогаш да добиваат тоа што стварно ќе им треба во светот и мислам дека тоа стварно се гледа за сега во моите студии. Матеја на Финки, а Ангела беше на стоматологија. Па може веќе кога сте тука представници и кога зборуваме за сајмот за вработување и лично да ве прашаме каде или како би сакале да ги продолжите вашите кариери, поточно кога ќе го завршите образованието да започнете нешто кое што веројатно ветува успешна кариера.
Што е тоа кое што е ваш план? Па за мене, бидејќи моментално сум во прва година студии, прв циклус, исто така ми е малце рано за да кажам, но јас се гледам својата иднина во својот смер. Во IT смерот да продолжам, во сајбербезбедност, тоа е мојата насока, и да се вработам во некоја компанија, евентуално своја компанија да имам. Тоа, поврзано со тоа. Одлично. Па и јас исто така, бидејќи мојот факултет е 6 години, нели, студирање стоматологија и нормално дека би сакала да се занимавам со тоа. Ти си прва година исто? Јас сум трета година. трета. Да. И си се гледам себе си во струката, би сакала еден ден да помагам на луѓето. Освен кариерни советувања, дали има работилници, тренинзи кои што ги возможува сајмот на вработување или чисто само средба помеѓу компанијата и студентот? Самиот сајм за вработување овозможува таа конекција помеѓу студентите и компаниите, но без како студентска организација, ние тоа што го правиме, овозможуваме студенти да можат да си ги развијат своите меки вештини, своите технички вештини. Ние имаме повеќе работителници што може да бидат за различни функции, може да те научат дизајн, може да те научат PR маркетинг, комуникација, нели, говорење, сите такви работи. Јасно. Во моментот не гледа, дали може директно да аплицираат студентите, како иде начинот да се биде присутен на сајмот или Апликациите нема никаква апликација. Значи слободно да, слободно отворен да ги настан поканиме. си е, да ги покануваме сите студенти кои не гледаат во моментов да дојдат на сајмот за вработување и кариера и потенцијално да си го најдат својот иден работодавач. Да, одлично. Ќе потсетиме во своето 21 издание ќе биде сајмот оваа година, а ќе се одржи од 24 до 27 март. Како што рековме, локацијата е предвидена во холовите на Машинскиот факултет и факултетот за електротехника и информациски технологии. Па за сите оние кои што можеби слушнале и слушнаа и во моментов за бенефитите колку може тоа да биде придобивка, особено нели за студентите, верувам дека ќе биде добар дојдена.